Повисоки плати за стартни 5500 денари им нуди менаџментот на САСА на рударите. Станува збор за генерално зголемување на платите на сите вработени во компанијата, кое ќе се реализира оваа и наредните 2 години. Конкретно, раководството на САСА нуди сите вработени во компанијата, почнувајќи од 1 март 2018 година, да добијат зголемување на месечната плата за 5500 денари. Дополнително, платата на сите вработени ќе биде зголемена и за дополнителни 5% во 2019 и уште толку во 2020 година. Со ова покачување, платите во рудникот САСА ќе го надминат прагот од 40.000 денари, односно ќе бидат за 27% повисоки од просечните плати во рударската индустрија во земјава. Согласно официјалните податоци за исплатената просечна плата во рударството во јануари 2018 година, објавени од Државниот завод за статистика. The mining workers at SASA are by no means badly paid at present. Значи, треба да се нагласи дека вработените во САСА ни сега не се лошо платени. Просечната плата која што е платена за вработените во јануари 2018 година е околу 24.000. Извештајот покажува дека во јануари просечната плата за САСА била 43% повисока од на ниво на држава. И во јануари просечната плата која што била исплатена во САСА е над 38.000 денари. Чи таа е 11% повисока од онаа која што била исплатена во металната индустрија. So it was 11% higher than the average for the metal mining sector. Во доставениот предлог до синдикатот, раководството на САСА најави и дополнителни вложувања во осовременување на системот за организиран бесплатен превоз на вработените, како и во системот за исхрана. Иако со закон компанијата не е обврзана да нуди бесплатна исхрана и превоз за вработените, раководството на САСА ќе продолжи да го обезбедува тоа за сите вработени во компанијата, при што ќе се вложат над 250.000 евра во реновирање на фабричката кујна и кантина и во подобрување на автобускиот превоз за вработените. Со ваквите инвестиции, новите собственици на САСА, компанијата Central Asia Metals од Лондон, ги исполнуваат дадените ветувања кон вработените во САСА, дадени при купување на рудникот во ноември минатата година. Според нивните сознанија, претходните собственици на рудникот подолго време не направиле никакви напори за зголемување на платите на вработените и не вложувале во системите кои овозможуваат подобри услови за вработените.